Добре дојдовте. Уште едно издание ново на Никој како. Никој како Јане и Томча оваа среда, 17 јули. Ако ви кажам која е оваа поред емисија, еве вака сите заедно ќе бидеме дел од 170-та емисија на Никој како. Никој како Јане Славов, никој како Томислав Димовски Томча. Здраво, живо, добро ни дојдовте. Здраво, добро ме најдовте. Добри ли сте? Одлично, одлично. Се бориме со горештини. Да. Има ли работа овој летен период? Овие групи кои што ни доаѓаат често велат дека сега наопаку е све во однос на свадби. Па свадби има од јули до октомври и тогаш е турбо за да се најдеме. Точно, фактички како завршуваат великденските поспи во април или мај како ќе пати. Од мај до октомври е турбо. Турбо, што вика, да. Баш така. И бидејќи веќе и повеќето од луѓето, мислам голема бројка од луѓе се одселени од државата и доаѓаат во летниот период сега и гледа да ги направат тој период свадбите, бидејќи повеќе од луѓето се што се постранство од пријателите се вратени во тој период. Така да знае да е гужва овој период е доста. Сте на свадби овој период? Да, на настапи на свадби. На настапи, цело време, да. Добро. Томча? Истиот одговор, истото. Исто одговор, да. Ти се работуваш со многу вака, па има, како да кажам. Работа со сите, значи јас сум повеќе на тонскиот дел, и музички зборам и гитарата и тоа, така да. Тонски студио имам работа, значи се работат на песни, на кавери, на аранжмани, на такви работи. Тој на повеќе полиња е растал. Повеќе полиња сум така, да. Ајде, чекај сега еден по еден да ми кажете како почна кариерата. Јана, ајде раскажи нешто за себе. Кариерата. Јас со музика уствари, како што ви кажале, често искористена фраза, од малино се почна. Од мал. Од мал, да. Прво гостување во телевизија, всушност ми беше на 5 години. Имаше една емисија Шек, може. Шек. Добро, на која телевизија? Мислам дека на МТВ тоа време. На МТВ, добро, Шек. Ептен. Значи на 5 години, кога бев 5 години беше, снимаа по градинките детски емисии и свирев со армоника, бидејќи јас почнав со армоника уствари. Свирев со армоника, тоа е една песна Карам фило. Таа ја знаев и можда уште една-две така знаев. Не знам од кај, дете, како се ми... Добар беше? Да, интересно се. После главен беше фраер. Вака со прстињата, вака гледам, многу јака снимка, што нема да пуштим. Да. И така, тоа... Како од Карам фило стигна до инсомнија, тоа ми е само абе. Од каде до каде, зошто така? После тоа продолжив со средно музичко во Штип, таму учев факултет, до да речем прва, втора година средно бев онака поише како насочен кон инструменталниот дел. После втора година веќе почнав да се барам во пејачките води, почнав и да пеам. Почнав да работам вака да соработам со колеги, со групи, со некои од школските пријатели, се до тоа. И после неколку години почнав тоа беше пред 10 години со Фидбек да работам, истата група што беше и Томче дел. Почнав да работам со таа, така да терав 10 години со таа група. Сега стилот на музиката пак нели самиот пазар си го наложи тоа. А стилот на Фидбек е кој? Се свирите? Се свириме, баш онака, бидејќи самите ангажмани со самото тоа што настапуваме, голем дел од настапите ни се на свадби и свадби веќе фаќаат голем репертоар. А ние може да исполниме така да настапуваме на различни настани и различен репертоар се побарува. Ама има од поп до народно. Да. Има една народна кажан од Силвана до Нирвана. Значи Нирвана и Силвана, така? Силвана до Нирвана. Тие се онака гранични вредности. Кажи ми само, молим те, Јане, дали некој бара Нирвана на свадба? Не, Нирвана не. Сега нема Нирвана. Сега не пее, ама Нирвана не. Што сте пееле најтакво, најжестоко? Најжестоко, не знам, сега Ептен до... Знам дека имаше нешто, имаше Витни Хјустон една песна што ме бара да испеам, специфична песна онака. Таа е пеев од, али окей, пееме. Да, нешто тие што се Јас барам рокерски песни. Али има доста што ги уфрламе, например, што имаме Gypsy King сплетене, што го свириме, тоа е латино, шпанско, свириме Ерос Рамазоти, пример италијанско, сме пееле, да не знам, турски песни, грчки. Значи знаеш? Уште кинеска немам научено. Кинеска. Сакам да направам како штос на некоја свадба, да речем, одпеевме се, кинеско не одпеав. Подсети ме, после емисијава ќе ти ја покажам Надица Петрова, тоа е една актерка која што стендап
скапи прави и специјално за емисија имаше научено една песна на кинески. Може ќе проверам, пошто може нема научено, јас таа финт да поминам да направам. Вика, па кој знае кинески? Зamisли некој изгледа знае кинески. Да, може да се случи. Тоа ќе види, па сега го сгреши текстот. Томче, ајде сега, како од гитара тргна, тонец стана или тонец беше па стана и гитарист? Тоа беше успат, како да кажам. Добро. Се беше покрај гитарата, имав некоја љубов на тоа тонот да го одредиш, како да направиш, што да направиш, ме заинтересира тие работи. Да, а од кога си со музика? Но јас сум од музика од четврт деление. Зборам од тогаш почнав гитара да свирам и да влече. Ептените со незе највеќе. Не толку мали носам веќе. Не толку мали носам. Па се зависи кој број носа. Не, како, значи, ние инструменти имавме претходно, така ми многу сакаше музика. Ама претходно немал можност да прави. Он ни купи сите инструменти што можеш. Како сите инструменти? Сите што можеше, гитари, од, не знам, усти хармоники, од вакви сајзери, све што имаш, никој не ги фати. Добра. Значи години зборам не ги фати. Зборам дете. А вие сте колку деца дома? Двајца сме, брат. Не он фати малце, остави брат ми ништо, јас ја фатив. После ме заинтересира. Гитарата? Да, гитарата. Добро. Ништо освен гитарата? Доа Не, сега беше се свирам и други инструменти, зборам клавиатура, таква работа. Значи не е нешто профи, али пак го разбирам тоа заради мораш да заради студио, што го работам, заради тоа, заради аранжманите, заради тие работи. Иначе гитарата како основен инструмент. Да. А со тонов како тргна? Тонот е така, првично бенд. Ајде јас ќе бидам, ќе наместам микрофони, сум видел ваму, сум видел таму, си прочитал едно, си прочитал друго, така да и така почнува целата приказка. Добро. Што треба да знаеш за да си добар тонец? Треба да го познаш, треба да имаш прво ум. Добро. Најбитната работа, значи тоа не може да биде, не е по книга, имаш значи работи кои што се по книга. Добро, а али имаш работи кои што 90% е пак само тоа ќе ти каже како треба да тоа да звучи. И наслушаност на музика, многу наслушаност на музика за да можеш да го, нели, добиеш она што ти го сакаш или некој некогаш го направил или да го достигнеш тоа што некој го направил, така да многу труд е тука. Така. Сега имаш студио, тоа е тонско студио? Тонско студио, да. Тука се работи, ти кавери работиме заедно. Видео ме снимаме, видео материјали, ама тонско студио. Така да, значи аранжмани, не знам, нови песни, нешто, значи 90% бендови што доаѓаат, снимаат нешто, преработки на песни. Така да со кого имаш соработувано до Балкански, нешто ми спомна Јане Пајде? Со Балканските горе доле зависи како ќе се поведе. Значи Хари Матахари дошол, значи со него работиме повеќе пати. Какви се тие луѓе за соработка? Мене ми рекол прво ми сплаше дека многу е арогантен. Со него не се. Да, за Хари Матахари. Јас се исплашив, стварно реално. Така ти рекол, кажи која сцена, а да ти кажеме само дека не, со него е малку специфично, немој да вако. Ја отидов буквално пошто му ги разбирам песните. Знам што има ставено во самите песни, ја му го наместив буквално целиот бенд, не беа не цел бенд, него беа акустичен бенд. Само дојде Хари, прв пат го видов тогаш, зема микрофонот и вика, мени супер. Си заме. Добро е. Свирка, Добро си е, беше супер. Цело време он само ме поздравуваше. Супер, но сега немало. И од тогаш остана таа соработка. И сега те вика кога доаѓа во Македонија. Обично кога има соработка со него. Скоро сите концерти кои беа, и не знам, Еквилибриум имаше, не знам каде се, не знам, многу настави што се дешава. Ја бев, тоа не знам ти. Така да, еве, со Јелена Розга беше сега, не знам, скоро во, не знам, ќе беа слух. Концерти правеа, така да... А Јелена каква? Тие луѓе не можеш да ги видиш. Не можеш да ги видиш, добро. Значи, повеќе соработката со бендот него со вакото, значи го места тоа, окей, све си е супер, си влегуваат, си заработуваат и све си е како што треба. Да, а што треба да наместиш секога треба да се мислен бенд? Зависи, значи кај нас не се знае никој е техничар, баш така, никој е тонски зборам бина, нити кој работи фронт бина. Да, никој работи у кујна. Ето така, не, баш така. Значи, тоа се дешава или се случува 5 минути пред нас. Тогаш се даваат и тие рајдер листи и ти мораш тука да се снајдеш во тие 10 минути. Значи се дешава и такви работи. Имало, да кажеме, случаи кај што, не знам, 20 бенда ке се погодат, имаш една школа каде што, не знам, мора да ги наштимаш ти во еден ден. Пробата, ја ќе дадам у 3, у 5, у 7, ти искомбинирај ги секако знаеш. Миксата така што е. Имаш канали ограничено кои што мораш више да ги памтиш, да запишуваш, значи тоа е голем стрес. Зборам за такви настани кои што кај нас секогаш се случуваат така.
Не се знае кој влегува, кој излегува работата, Така е. али секојаш на крај завршува добро, што е многу битно. Така е, да. Да бидат сите задоволни. Има ли добри тунци во држава од кога можеш да учиш? Има. Има ли Не се многу, знаат ли ама има. луѓето да дадат, како да кажам, профи некои такви финти кои што нели треба да не одиш пешки, како да кажам, да ти помогне во Он ќе ти каже надградбата. технички, никогаш не Добро. може да ти го даде неговото ум. Така е. Значи, он ќе ти каже технички вака, ама пак на крај ќе ти каже твојот дел ти како Така треба да е, го направиш. да, Така да, да, да. нема некоја конкретна формула, е вака треба. Значи, тоа е како музиката, значи сите песни се различни. Ако потекнуваат од исто, Така значи е, од исти така акорди е. или таква работа, Да. али тоа е све математика како ти ќе го наместиш и како тебе ти се свиѓа. Да. И со Владко Миладиновски се работувате? Да, со Владко Ама работи. таму шо си? Таму си Таму сум свирач. и не само Музичар свирач, си. значи и музичари, со него снимаме многу, да кажеме, проекти кои што се не знам, овие емисии имаме ли са нешто правено, сработуваме со многу пејачи, таму се снимаат песни. Еве сега вие што му беа нагуран бендов, така Јанко и Да, групава, да, исто они така ти беа се гости, познати да. како гости, Како да. гости дојде. Они така да има соработка со него многу е. Мислам, окей, студиски, снимање, обработки, таму сум и гитарист, и тонец, и зависи каква потреба се јава. Така да Добро. Значи, има работа. За тонци има работа. Има работа. Има работа, нема тонци, а има работа. Аха. Има, Ама и пошто со многу- Супер Хикс соработуваш и со Па се по погоди, потреба, да, така, да, нели? се погоди, значи тогаш многу повеќе пати им работиме со нив, така да не знам, да не ги спомнуваме сега Така. локали како и што, али повеќе пати им соработуваме што се окей соработката. Со, Да. не знам, Игор Джамбазов работевме. Да ми идеш сега за Охрид. Да, сега сме на 7 за Охрид со Владко. Со концерт Владко, уште а седми. на 19 нема да го правиш ти концертот? На Не, на Игор? можда и ќе го правам, не Да. се знае, пошто уште не е Аха. најавено ништо. Тоа се Така. јавува Тоа се секогаш ден предходно или Ама чекај, два дена мака да те предходно. прашам, ти тунците знаат, ти не знаеш за чекојан одмор ќе одиш. Не знаеш, никогаш не знаеш. Па обично кај музичарите е така. Не се знае, значи сега можеш да испадне, не смееш да откажеш. Не можеш да откажеш. Ако откажеш една Да, малце тоа е проблем носи за другото. други Друго работи. Оставаме, например, на почетокот од оваа година, за до Добро. година оставаме еден термин, например, ќе се договориме. Да. Пример, Тие- првата недела тие од 10 јули дена? ми одговара. Да, на Тој сите. викенд го оставаме слободен и тој период ништо не одговара, Да, не не договараме тие договарат. 2 недели. Да. И сега ќе го договориме тој период и тој период сигурно ќе ни излезе на некој нешто, ќе Нешто му ќе излезе вака и нема да отидеме на одмор се. И после комбинираме преку недела идеш на 3 Три дена, дена, 4, па се Значи, враќаш. вие никогаш 10 дена не одите на одмор. Па ретко. Многу ретко, а? Ретко. Да. Ама за тоа, Томче еднаш паметен, осмо во Радишани деление. се и направи базен. Да, Те Томче, викали на базенот сега. Не вика, немам време Ама да ти одидам не на си базен. толку црв, затоа Не, отиди да фатиш боја како е Томче. Фати боја, искористи да. Да. Фаќаш боја, ќе чистиш околу злепо сарај. Така. Нема проблем, да. Ајде сега да чуеме што е новото кај Јана. Инсомнија е новиот спот. Може да ни го пуштат од режија, а Јане ќе ни каже соработка е тоа со Виктор Апостоловски. Да, така. Песната е соработка со Виктор, тоа целосно да кажеме, комплетно целиот Добро. продукт, целиот проект е негов. Музиката, текстот, видеото, го А и стијавме- видеото, све? Да, и видеото, бидејќи работи со видео и онака доста е посветен. Во Битола ли снимавте? Пошто... Повеќе локации низ Добро. Битола, да. Мислам, Да. Не може од Битола да се избега добро. Да, така, снимавме таму повеќе локации, фативме еден кадар интересен, како интересна локација најдовме дел од новите тунели што се направени кај Плетвар патот што недавно тоа го со пушти. тунелите и Да. со отварањето на Да, и тунела? направивме ние онака баш пошто не беше отворен, снимавме таму и направивме што со онака како рилс направивме. Како вие со тапанива, музика, така? Да, Добро. музика за отварање на тунели. Добро помина Рио. Да, интересно, да, топ помина, топ. Добро, може ќе ме викнат. Да. Имаше дури Може да отварат реакција. тунел, па ќе те Сега викнат. најавија дека поиша ќе отвараат тунели, така што бидете спремни за тунели. Интересно беше, имаше реакција од луѓе што го сватија сериозно и што мислеа дека уствари Виктор е некој новинар и сега доаѓа нас и не тормози као со стилот што не ги оставиш луѓето да си заработуваат поштено се наместили ги позади. Ама добро, интересно беше. Во секој случај. Ќе биде ли ова некој нов... Те прашувам заради од Карамфилов Аха, да, до Инсомнија е баги голема, како да кажам.
диапазон, каде мислиш, каде се Да наоѓаш? продолжим со армониката, може ке те напоише тоа е. да, до армониката. Сега како вокалист, некако повеќе ми лекта онака поп музиката, забавната музика. Добра. Си ја негувам и сакам и изведувам и Македонската македонската народна, доста ми сам доволен да. Но сега за сега немам конкретно одреден некој стил. Би сакал и ми е намерата да снимам вака поп песни, но и да отснимам и нешто во народен стил. Да. Тоа Томча ќе ти снима. Да. Не би било, сега има, нели, таму има разлика од до, не би било некоја, например, било пак некоја оркестарска композиција или нешто што би ми одговарал, би ми лежал и на самиот стил што го пеам и на самиот вокал, но не би сакал да ставам онака пресик, бидејќи тако е времето, така налага, и самиот пазар и самото време кај што нема веќе конкретни стилови, туку се миксаат повеќе стилови во едно. Така е, да. Томча, ти ја чу песна, ма ти се допаѓа? Па не ја слушнав, ама ќе ја слушнам. Бевме повеќе време, бевме во комуникација, се консултиравме. Ај слушај како ти си, добро е. Добро, ова не, слушни го ова, да, добро. Така да имаше измешано прсти. Има и твои прсти измешано. Мислам, во сугестија, Така, ништо нормално, конкретно, значи они се ја сработува со Виктор, така да си е целосно негов проект кој што си го изработија најпрофесионално кој што може. Така. Мене многу ми се свига, така да. Супер. Видовме дел од спотот, може да го најдат на YouTube. Цела да изгледаат и пак. По твое дали добро поминува? Да, јас сум задоволен реално. И од видеото како сработи, пошто јас сега ќе кажам, нема да се ставам од лично од моје гледиште, туку од гледиште како обичен слушател, обичен гледач, да кажаме. Мене ми се допаѓа, пристојно направено, коректно направено, Виктор се посвети на вистина онака, дури повеќе од мене се посвети, ме туркаше тај уште да снимам, уште викам, и доста има материјал. И доста. Слушај, нека има, подобро ќе биде да има. Многу еден тон материјал да снимам. Значи, па ти сега само ќе овакво како ќе избришеш устата и можеш за други да, да го искористиш материјалот. Сега нека со artificial intelligence ќе те направи дека пееш. Ќе си помине, да. Негде на друга локација ќе те направи. Да. Томча, дали си спремен со гитарава сега нешто да запееме? Дали си спремен ти, Јана? Да, нормално. Ајде, повели. Нормално. Кажувај само тамо. Со тоналитетите, шифрите, со шифрите кои. Со шифрарникот, ајде. За јас би почнал со онака, пошто го правевме муавет со Томче, шо да снимаме во емисијата, шо да отсвириме, како... И Томче, чекај, како беше емисијата? Викам, никој како. Никој како тебе не бакне од тошта и това. Може сега да направим. Нема очи да ми бараш, за тебе ме нема. Јас и ти сме болка стара, подобро да не знам. Каде и со кој си сега и од овде бегам. Кога веќе не ти требам, казна е со тебе, но и без тебе. Но овој живот мој не бајка вела, што те има, пак те нема. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дали ќе успеам да простам се и да заборавам. Добре. Супер. Какви се, правиме мовет за свадба, мене ме интересира, какви се луѓе во сега? Поинаку се забавуваат или... Па, релативно брзо темпо на живот живееме сите. И сето тоа се одразува на секое полепо и на свадбите. Добро. И сега и на па и на самите... журки, еве сега, затоа што нели луѓето велат дека поинаку се забавуваат. Младиве на журки. Не е исто. Се врна голем дел на... Обично е телефонот, секогаш, нели? Телефонот е... На социјалните мрежи да се направи поубава слика, да се направи стори, да биде поинтересно. Сето тоа зима дел од вниманието, нели, од самата журка си одзема дел.
Исто така и, например, приметуваме дека веќе луѓето се мора да ги слушат целите песни, не сакаат веќе ги слушат целите песни. Да. Значи се слушат цели песни, ама на одреден тип на настани. Веќе на свадбите многу често ги кратиме, како се строфа, рефрен, па ќе отсвириме нешто друго, па некоја цела, некоја, значи во зависност од песната, но самото темпо налага така и на живот, предпоставам, начинот на живот си налага онака да бараме поише ентертеймент од самите телефони веќе што сме навикнати нонстоп нешто да не занимава, да ни дава нели хормон. Да, и немаме фокус толку 3 минути, или колку што трае песна, многу е. Побрзо, 1,5 минута и доволно. Да, точно. Добро. Така да се отсликува и таму. Така е. Ајде сега со овие вакви интересни прашања. Вика вака. Каков ученик беше? Јана? Одличен. Одличен? Супер, да, многу учев. Ме интересира многу. Многу учеше? Да, ме интересира доста вака општо и природните науки, хемија на натпревар, пример, математика ми идеше добро. Ти рекоа дома што ќе правиш музичко, што не идеш на? Што не идеш нешто паметно, да речеме инженер да бидеш? Не интересно да. Татко ми рече тоаш, кога требаш да запишам музичко, вика окей, јас не ќе да те предомислам или нешто. Така е, да ти го кршам филмот. Еве сега например вики имаш нели компјутерска технологија напредува. Нешто компјутери, нешто. Например таму нешто или нешто друго вика да видиш некој друго. Чисто вика го сугестија. Не, викам јас сум решен, идам на музичко. Тоа. И помина се, окей, помина музичко, помина средно. Дојде корона. И сега застана музика. И сега се мисли што правам слободно време. А имав еден куп пријатели што работат во IT сектор. И почнав тоаш курс, некој почна да се занимава со тоа, завршив, видов што како баш разговарам, можам да се ставам да научам, викам, можеш ако имаш жало, зашто не? И сега почнав да работам во IT сектор. Стварно? Да, смени. Од короната почна веќе 4,5 години сум таму. Да, и сега сакам тоа да кажам, пак ми искочи на мамето до татко. Пак искочи на неговото. Пак на неговото. А Томче, ти како ученик беше? Добар, средно добар. Некај многу добар, не, понекогаш. паметот ми дојде покасно. Аха, добро. А што учеше? Мислам у средно? Да. Едев машинско. Машинско? Каде музика со Ние свираме машинско? ствари 10 години во бенд и се возиме еднаш на свирка, идеме и нешто правиме, морат за кола. Добро. И сега почнаа Томче ми објаснува кола како функционира. Почнаа моторот, тоа вака функционира. Затоа иде движењето тука, горивото, па согорување. Добро, викам, Томче, кај ги знаеш овие работи? Што ти викам што? А викам, машинско учам се. Да, имам ништо, не знам што, али машинството ми беше онака, како да кажам, не знам, не влечеш, електрониката исто врзана со музика, тие фреквенции, да. Што поврзани, така да добар, нека факултет ми дојде мене. Аха, а на факултет? Па не го завршив за некој печус испит. Зашто бе, Томче? Не знам, зашто. А на кој факултет? На машински. На машински не го заврши за 3-4? Да. Слушай, имам една да ти кажам, другаруваме, ние на новинарство, ние имавме 37 испити све заедно во сите 4 години, овие машинците со кои што требаше да излегуваме. Вика, ние се спремаме сега за јунска сесија. Викам, голема работа за јунска, па и ние се спремаме за јунска, или ние сме на новинарство. И добро, и вика, сака ти покажам како изгледа една книга. Книга! Не, имаше, ја ќе кажам, книга! Викам, а вие стварно треба да учите. Теорија на математика. Значи, буквално математичка теорија, имаше книги, па да не речем некои 4 тома вака, Леле. Јас се побудалев од тие, значи буквално ја не знам на памет да учам. Да, и тоа е тешко. Имаше таква ситуација каде што и професорот или професорката, не се сеќавам како беше, го решавам тестот математика, комплетно, со сите бодови за 15 минути се чудам. Ама вика не си напишам усмено. Викам, не ме, молим те, стави ми нешто, шеска, само да го помнам. Нема теорија. Ке дојдеш у канцеларија. Ме донесе у канцеларија, ми извади книга, мора, вика, снајди се. И сад не знам да препишувам, не знам. Не можев, ништо не направив. Еве ти вика, осмица, Осмица ти стави. Па добро, барем си бил искрен. Беше, да, не можев, не знам, не сум, никогаш не научив ни како се препишува, ни што заслужив, тоа си го земав. Добро. Така да свртам малку на хумор за книгите. Ајде, кажи.
седнуваат прв час таму на Машински вакво Добро. на прво предавање и викаат, вие имате сите... Виц кажуваш? Не е виц, во момент ми техника за книга. И им даваат сега по двајца како треба, вика имате по една книга на двајца. Вика зашто фалат книги? Не вика за да може да ги носите. Па бога ми, таа 4 тома. Имаше за носење таму. Значи прва и втора беа многу тешки. Иначе другите малце беа трета, више, Тумче, добро, не сакаш да го завршиш? Зашо не го завршиш? Деме го ставив у пауза, не знам, така остана моментот 2-3 години и фати трансфер системот. Аха, и тогаш више не можеш. Да преполагам, имаше некои испити кои што мораш да преполагаат, ако ми кажа колку се требаш исполнити, дека пола од материја требаше да ја преполагам. И јас само го земав индекс. Дај гитара. Чао, дај гитарата, дај тонсково студио да го направиме и тоа е тоа. Баш тогаш беше моментот кога се правеа тие Така е. трансфер системи и така остана. Да. Знаете што е следното прашање? Што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Чекај, ти хармоникаш ли сакаше да бидеш со карамфилов филм? Не знам дали сакам хармоникаш. Ја многу ствари од вас со економија сакам да се занимавам. Да, иначе бев започнал економски. Да. Ајде! Што направи едно типо. Добро. И така да, можда и негде таму се гледа, во тој економски сектор, нешто со тоа. Хармониката која ја фатив, тука мислам, окей, си ја сакав музиката, ама како тргнав на училиште, тоаш веќе музиката ме повлече и не ни размислував многу на друго. На економија. Си бев насочен на музика само, конкретно. Клавир свирев, пошто теоретски завршив и доста вежбав клавир, тоаш клавирист, еден период се мислев да се префрлам клавирист, инструменталист да бидам, а се предомислив, не, викам, со пеење ќе си останам, ќе си пеам. И така. Мене ми требаше да се зарид баш, ја не знам дека си. Ете, гледаш? Знај, ќе го направиш се Ќе го направи се зарид, да. Тумче, ти што сакаше да бидеш? Машински инженер? Не. Се беше доктор да кажа. Не. Нешто што ќе вако, пилот. И што те предумисли? Па немаше услови тогаш. Требаше во Србија да се оди, други Не те услови. пушта, Не ме твоите? пушта, него ја не бев решителен. Аха. Едина школа беше тогаш во Србија, во Белград. Да. Точно, па после извадија сега во Хрватска, ама веќе јас сега видов, имаше и за тука, ама касно ми беше мене. Доцна биш. Доста за мене. Да се Тоа ми е предумисли. едина Работа која што ти остана таква. Остана така. Сега ги имаме. Само таа Неостварена. Баш не. Дозволите Значи, што се вадат, то ние за помали авиони. Има за помали, имам и баш ми е, имам комшија кој што е пилот. Аха. Да, и му викам стално ги возат, вие малеви што се за... А за гасење пожар? Да, за гасење пожар, за прскање што прават. Викам, колку е, викам, да. Кога сакаш, вика, дојди. Ќе го платиме горивото, ќе возиме. Ајде, викам, и никако не се дојде моментот да се погодиме. Ама ќе го јас со направиш работа, тоа. А ќе го направам. Да. Или он е на летови, не да го нема по 3 дена, Да, или да, мене да. ќе ме нема викенд кога он е Кога он на смена може. и така остана работите, али мора да го направам. Да. Тоа мора. Кој би бил најдобар другар е следното прашање? Ајде да видам. Од детство, претпоставам, кој Па би не бил, знам, пошто- вака е отворено е прашањето, па сад твое да избереш, дали од детство, дали сега, Знаеш дали како, е... пошто ако кажеш најдобар другар, имаме од детство имаме другари, например, кај што сме живееле многу години заедно, Добро. например. Сега Јас со кого имам си другар? Еден другар имам што со него тргнавме заедно да учиме од прво одделение, заедно учевме до четврта средно. Добро. После музичко училище, тој Да. после четврта средно се префрли тој на економски, ја останав на музички. Со него, например, имам некои што сме се дружеле од мали, што и така да не можам да кажам, Не можеш да кажеш еден? ќе треба ептен пристрасен да видам, онака. Ке ти се најдете другива? Да. Добро, ај Ти Тумче рече, може. он ти е со него да си. Ја ќе го сменам, ако не, Ајде. еве, жената ми е најдобар пријател. Стално го заборавите. Опа! Мораш да Гледаш го Нешто има сгрешено. Веќе не однелно време. Бога го кажа моментот, пошто не можеш да ги одбереш. Стварно, некогаш моментот имаш другари кои се дружат на времето, па Добро. нема време, па имало други од тој Добро. живот, така да сега моментално во овој период ако правиме увет, мислам дека и на него и на мене не се најблиски Сопруги. партнерот кој што Што да кажеш дека вака има пред емисија? зашто да нема. Ја не паметно, да, паметно Тебе игра. више ми се не иде. Така ме намести. Омилена песна и омилен Не го пејач. намести, Ајде. не, Ша. Не знам да кажам, омилена песна не би можел да извеам или издвојам, пошто има многу песни Добро. што ми се онака убави, што си ги сагам, што си ги пеам, но би кажал дека Тоше ми е омилен пеач. Како комплетно онака, како човек. Од карактер, од пеење, Од буквално се. се. Да. Добро.
Па Се не знам, припаќа? вака, ја Ајде. првично би го извол Јане. Добро. Да се вади. Сега морам да се изволам сега. Хвала ти. А ти има мисли има повеќе, Јане значи. после со Да, девојкама жена, ама не знам зашо има жена Не, која... јас ќе го оправдам, А, после жена- нема проблем. Да, Готово. ќе ја средиме работата. Е, кажи ти дека ти е најдобар пријател, готово извади Да, се. кажа веќе Томче за мене, Готово, така, да. Тоа за е тоа, двајцата. јас знам дека е така, затоа и го кажам. Да, Супер. Малце, сега дали тремата го фати. Да, не да, знам, да, затоа, секој иначе случај. ќе ја кажеш, ќе си Ја мислам дека пак помлад, неискусен, Неискусен, но се малце. соп на писта. Ќе молам ако може прашањето да одат Слушај, обратно знаеш ли на што ми носот текна? часовникот, ако Знаеш ли може. што ми текна сега за свадбата твоја? Добро. Кој свираше? Днес свире дечкиот бенд, пошто сакав гости да ме Така видат. да, тоа. Нормално. И си имаше проблем тоа кој да Да, ти се свири? мисле, се мислев. Ама, например, имав пријатели, бидејќи сопругата од Битола. Аха. И Е, вади се, само вади Не, се не, сега, за- добро? Не, он си отпе и така пола свадба, така да. Да, и се мислевме тогаш каде да ја правиме свадбата, уствари сум од Кратово, сопругата од Битола, живее во Скопје, дали да направиме негде насред Велес, се мислевме на Велес ќе беше? Да, се мислевме, да, ама така излезе, така се договоривме на крајот, бевме во Битола да ја направиме. Не, така се договори она да направи. Не, се договори зборови. се прилагоди. Се зезам, Јано. Бидејќи короната ни ја помести свадбата Да. малку, во Добро. меѓувреме сопругата остана бремена, имавме дете. А, и мораше да биде некаде и ја каде што. поместивме Така и ради детето гледавме да се прилагодиме за да не го малтретираме, пошто тоа беше една годинка кога правевме Така. свадба, да не го малтретираме многу по патишта и сето тоа да не му дое плюс терет. И на него и на нас всушност, и затоа и одлучивме и да направиме во Битола. И имав пријатели со кои што се дружам често што по битолски бенд, Модус се вика групата, со поготово со Јовче, еден од членовите, заедно бевме на факултет во Штип и се дружиме вака често си, затоа и одбрав и тие да ми бидат онака како бенд, бидејќи се екстра дечки топ се свират се. Видеш број за да ги викнеме од Да, може, септември. договора. Не, не биле многу Обавезно, во овие обавезно. 170 емисии. Да. Да. И пејачот беше и на Звезде Гранда, така да може да сте се погодили на некое гостување. Идеш и тој по емисии, така да... Ама ќе воспоставам Ке контакт. го воспоставиме Да, контакт. да, Готово. да. Да. Томча, кажи сега не мораш за свадба, Не, пошто не. ќе отиде цела емисија. Да. Да, доволно е со сопругава, ти Кажано си е, кажано е све, све, со најдобар купено е, пријател, да. сега готово, купано е све. Кажи ми умилен пејач и песна. Па не знам, значи ја прво слушав многу странска музика. Добро. Сега па се префалив некој на наша. Добро. Така да сите пејачи од македонска страна, од народни и од и забавни зборови, сите мислам. Умилен? Точно мајка, Тамара, не знам, Владко Лозановски, Да. Владко Миладиновски, значи сите тие кои други да кажам, не знам, сите мислам. Буквално сите, што се страната да прават. Томче голем заложбеник за македонската музика всушност. Така? И да, и затоа Да. ги сака и ги почитува сите што прават, што творат Што се македонска твори музика. македонска музика. Така Значи е. ни дојде памет, што викам полека да работиме на македонска музика. Така е. Многу битно. Да. Тоа Има- затоа што тоа ќе ни остане. Така е. Од што се плашите? Јас се плашам од, мислам, имам страф онака од пајаци. Пајаци, и јас Да. имам страф од пајаци. Да. Сега уште имаш страф или немаш? Имам уште, да. Што правиш кога има пајаc И сопругата се плаши исто од пајаци. А, вие викате И сега- повикај бријата. Да, и сега и кажувам за дете, вика, слушај, кога ќе иде пајак, речи му да го фати, за да не се плаши да има кој да не ги тепа дома. Пошто пајак кој ќе има тоа се тепа како мечка да тепа дома. Се зема нешто најголемо што може. Исто тоа се мала за сета сила, да знаеш дека готово, нема да Ме викаат, може не да треба извади да нож. се тепуваат Знаеш, пајаци, разбираш? Да, не знам за тоа. А што викаат пари да ме носат тоа. Не знам, јас. Имам Од страх тоа се од пари тогаш. Томче? Немам стравове. Буквално Немаш немам. стравови? Немам, имав на времето како дете, значи од кучиња само, ами и тој го побе. Го надмина. Го надминав Како пошто го мора. надмина, Томче? Малце е подолга, ме ке скратам. Аха, Приказката, скрати. пошто, нели, ке се плаши од кучиња, Да. ги гледаш на неа. Ова, она, значи, едно време имаше на куче кај мене. Ми излегува пред мене голема епта. Аха. И буквално ми се пушта, предно беше врзан. Добро. Се пушта према мене И? и јас се здравив. Викаш Сватив готово, дека тогаш толку е. ствари, оно застана, симнало почна да се врати. Ама мислите дека ќе ми изе. Готово. Тогаш го сватив дека ствари не е тоа одвако, значи имало нешто друго кое што нели и оно се плаши од тебе, не Така знаеш е. што ќе се дешава. Да. И така ги побив тие неки стравови и сватив дека стравови не треба да постојат, него треба само да Само да ги до главата е се. До главата е се. Така е, така е. На која песна откачуваш у кафана? Какво прашање?
Која е песна? Да ви кажам А реално. откачуваш ли у кафана? Нема време да откачам многу сега кафана. не сум зизај, ја бил, не кој молим знае. те сега. Да, ама си сагам, например, онака и ми се свиѓат некад, кој ќе бидеме субот, друштво, Добро. со испија некоја чашка алкохол, пример Несаница ми онака Несаница ти е песна, така. да. Добро. Кај со трубачите, со онака крем. Аха, Да, добро. да. И 2-3 пати. Да, да се посреду. Добро. Па и ја така, да. Такви некои песни, како Несаница. Таа жена му ќе му испее. Не треба на два одмори после да Иначе носи многу готово. повеќе да сме у кафана на свирење него што сме. Да, затоа викам, имате ли време вие да да откачите во кафана? Знаеш, више ги привикнуваш песните и некогаш, ако не е некоја нова или нешто Да. интересно да те привлечи, не си ја слушнал одамна, некако знае да ти здосади, знаеш, Така, како да кажам. да. Али во секој случај има, ќе се опучиш малце, тогаш знаат да работат тие хормони и да си Така, функционира. и да се опуштиш, и да откачиш. На сите песни буквално, зашто музиката не може да делиме на лакото. Да. Убава музика си убава. Така Да, е. секој е тоа. На крај ден кој ќе се направи расположение, веќе сите ќе ги знаат сите се Сите да се убави. Не може. Најдобро потрошени пари во живот. Ајде да ве видам сега. за свадба. Ама не претирај, не можеш толку да се покажуваш и покажуваш. Те земам и те Готово, чакам. тоа е завршено. Не, морам се. До крај на емисија морам да се доизвода. Не знам, на гитара. На гитара? Да. Ја мислам нешто опрема во студио, ке речеш Да, нешто. и опрема на студио. Значи повеќе од опрема. Све најдобро, мислам, највеќе што ми исполниле мене. Така. И потоа што кажам, ова стварно ми убаш се. Чи за таква работа. Сега ќе ме караат мене, знам ли? Сега ти се И извади. кажи недобриот пријат, другарко ќе ми побара да се поднови. Да, Што така, и да завршиме, да ја закомплетираме работава. Така е, Добро. така е. Што немаш, а би сакал да имаш? Прво ми падна на памет Ферари, не знам зашто. Озо директно така И да тоа. црвена, например, Да, да? и на црвена. И црвена, готово. Ферари се знае црвена. Ферари готово, со знае. Ферари, Тоа е нема- тоа. нема На бигање тоа да е ми црвена. текне. Иначе не знам, добивам скромен. Не знам што вака не ми Мака имаш се што ти треба. Па не знам, ми текна шо. Електрично пијано за дома сакам да си купам. Аха. Тоа не е моментално, би сакал Добро. да си купам. У стан си? Тоа во има куќа. не во куќа? Да, Е добро, да не мачиш нема да комши, сметам, нема не, да не, не. добро, готово. Немам, се имам. Се што ми имаш? треба, да. Добро. Немам. Ако имаш можност да се вратиш во времето, во кое време би се вратила? Југославија. Не, да. Со хармониката. Со хармониката. Мислам, Во Југославија би се вратил. Во Се шал. Југославија? Не знам, али мислам дека тој период, сега мислам, Ја го имам фатано. неќем да фатам онака кај што Не политика ќе само, звучи тоа е. политички, ама живееле некој период луѓето кај што се задоволувале со малку, имале поскромни барања, ама поголемиот дел од луѓето биле среќни и не се замарале многу со непотребни дополнителни Ферарито, работи, например. со Ферарито, со сето тоа. Не се замарале со социјални мрежи, биле насочени кон оние меѓусебни односи, Меѓучовечки релации, Да, пријателства, да, баш така. запивање, Да, нели, да, откачување во кафана, Така, сега да. нешто немаме време за ништо. Да, Сега има, викаат, закон, не смеш ова, не порано играл пендракот, што викаат, за Така, такви да, работи. да. Тоа било Кога не некој смеш, много не ред. смеш. Кај Сега би се не вратил знае. Томче, во кое време? Па не знам, и тоа време ми убаво, и ова ми убаво, малце ова е побрзо време, што Да. викам, нели? Тоа било малце поспоро време, по-важно оде работи, значи како да кажам, посмирено Да. во тоа време. Сега со социјални мрежи, со телефоните, тоа све е брзо. Ако не си во тек, Да. готово. Отиде. Отиде, згази си за тие работи. Отиде време во додека одговараме брзо песна, брзо па имаме реклами. Песна, ајде песна. Ајде, која сега? Томче, имал еден емол ако може, Еден да не емол, ако се може. со шифра, емол ако може. Ова микрофон е твој. Одлично, фала, што ме подсети, годно ти заборав, се навикав вака. Сам суво ноктативка, сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за ноќите веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста,
Zašto ke patam o životu, za kogo ke dadam se? Ti, što mi ja ukrade duša, ta ti, što mi ja zarobi mladosta. Zašto ke patam o životu, za kogo ke dadam se? Ma браво! Никој како Јани Тумча ова попладне, а сега одиме со реклами, па некоја минутка за крај. Да, назад сме, после рекламите имам уште 2,5-3 минути до крајот на ова издание на Никој како. Тие се договорија што ќе свири Тумча, што ќе пее Јана. Мислам дека нема да има скарани смирени после ова, така све е под контрола. Па бидејќи вака... Да, кажи кој ти е најдобар пријател, пак јас ќе те прашам. Значи, Јане, кој ти е најдобар пријател? Супругата. Тебе, Јане, ма. Бидејќи емисијата оди во живо, иначе ќе го преснимавме како дефинитивно. Сакам да ставаме на време, вика, ајде, нема... Остаеш Не му се микрофон. скараш на Тумча? Да, мислам. Па стварно не е фер, глупости, требаш да ти кажа како ќе се снајде. Ще ботнам да ти кажам. Значи, најдобар пријател на Јане, моја супругата. Да. И сега бидејќи се мислевме која песна да ја свириме, Добро. супругата се вика Мартина и не може песна со Мартина Добро. Насам, па за мене ќе се одбере една поресна А метод мене за неја ќе биде. Од тебе Со за неа. моје име, да. Ете, така е. Само да ја потсетам дека рече Јане дека најдобар потрошани пари се за свадба парите. Да. Тоа е доволно. За прстен. За прстен. За прстен која запроси. Кај бираше прстен? Да, во битола. Во битола. Нормално. А како ја запроси? Дома е запроси. Дома? Да, имаше неколку планови што ни се сменија. Добро. И на крај така спонтано од нигде никаде ми Со текна. песна ја запроси? Не, без песна. Без песна? Онака, да, Како и сакам кажа, да ќе видам, бидеш ли онака, моја да, ќе бидеш жена? Моја сопруга, лекнав онака, да. Со поглед од турска серија Добро. со сериозен карактер. Така да, така. Тој што Онака, да. продава. Да, е така. Не можеше да кажам не? Не. Фала ви, дечки. Ајде, се дружиме и утре се дружиме со нови гости, а ви останете на Телма, а сега одиме со песна. Море сокола. Точно микрофон. Така е. Море сокола пие вода на Вардарот. Море сокола пие вода на Вардарот. Јане бело грло. Јане кротко јагне. За Јане беше, али од Јане за Мартина. За Мартина.